Мудрост Соломонова, 8 глава. Таа широко се протега од едниот крај на светот до другиот и се уредува за полза. Ја засакав и од младоста ја побарав. Посакав да ми биде невеста и се влюби во убавината нејзина. Благородството свое го прослави со тоа што живее заедно со Бога. Неја ја засакал владетелот над сите. Посветен е во тајните на Божиот ум. Ги избира Божите дела. Ако богатството е многу сакана придобивка во овој живот, тогаш што е побогато од мудроста, која создава се? Ако благоразумноста прави многу, тогаш кој е подобар уметник од неа? Ако некој сака праведност, доблестите се незини плодови. Таа поучува на умереност и разумност, на справедливост и храброст, од кои за луѓето нема ништо покорисно во животот. Ако некој копне по голема опитност, мудроста го знае минатото и ја предвидува и днината. Ја знае длабоката смисла на зборовите и значењето на гатанките. Однапред ги знае знаците и чудата и последователноста на годините и времињата. Затоа одлучив да си ја земам за другарка во животот, знаејќи дека ќе ми биде советничка за добро и утешителка во грижите и жалостите. Преку неа ќе имам слава во народот и чест пред старците, иако сум млад. На судот остроумен ќе се покажам, ќе се вчудовидуваат големците, кога ќе застанам пред нив. Кога молчам, ќе чекаат, кога ќе почнам да говорам, ќе внимаваат, а кога ќе продолжам, раката на устата своја ќе ја стават. Со неја безсмртност ќе придобијам, вечен спомен ќе оставам за оние што ќе дојдат по мене. Ќе владеам со народи, племиња ќе ми се покоруваат, ќе се уплашат од мене тирани страшни кога ќе чујат за мене. Со народот мој добар ќе бидам и храбар во војна. Кога дома ќе се вратам, спокој покрај неа ќе најдам. Во другарувањето со неа нема грубости и нема болка во животот со неа, а само радост и веселба. И, откако така, за се во себе си размислив и во срцето свое, обмислив дека безсмртноста е во роднинство со мудроста, а во дружба со неа вистинска наслада, во трудовите на незините раце незино неисцрпно богатство, во разговорот со неа разум, а прифаќајќи ги зборовите незини слава. Тогаш појдов и барав како да ја придобијам. Бев даровит младич и бев се здобил со добра душа, па бидејќи добар, влегов во чисто тело. И откако сватив дека мудроста не можам да ја придобијам, ако Бог не ми ја подари, и дека разумноста требаше да знае чиј е тој дар. Јас пристапив кон Господ и му се помолив и од се срце му реков: